Двочасовна блокада на алтернативниот пат кој води кон мостот на Пчиња, познат како Искрин мост на регионалниот пат Куманово Свети Николе. Незадоволни жители на 15 села реагираат на спората реконструкција на мостот, кој е еден од најдолгите во државата, 335 метри. Укажуваат дека алтернативниот пат е небезбеден, а низ него секојдневно поминуваат тешки товарни возила. Тие се движат по импровизиран мост направен од цевки, бараат асфалти и патна сигнализација. Да се асфалтира овој пут овдена што го проваѓа веќе 100 дена. Пошто беше работа да го направи мост за 100 дена. Пошто ништо не се презима за овој, пошто луѓе има што живи овдена. Барање су да се направи, да се тури путна сигнализација, да знае луѓе куде да иде за Свети Николе, пошто овдена нема ништо. Снимаа сте га знак, видеа сте га, почнаа народот тера мајтап. Пишено на министра Бочварскога, јавено на градоначалника нашега, нема ингеренција, пошто било под ЈПДП, јавено на директора на јавни предпријатија државни патишта, никој ништо не презима. Значи, едина варијанта ни беше овај, да се спасимо и од прашину и да не кршимо авто. Одсечен е цел Которски крај натаму. 15 села има таму. Ова требаше да се све тампонира со гребен асфалт, исто да се порамни, од тоа ништо, направија нешто само колку таму има 50 метри колку е асфалт ставија и друго ништо. Доколку не се направи ништо, доколку не преземе некои njini таму мерќе што треба да се ги преземе, на нас ќе ни преостане само едно, само да штрајкуваме. Ќе блокираме путот до Бршане, ако треба и рано сабале, све додека не дозволува тие 2 сата, 3, 4, 5, ако треба и пола дан, нема да дојде, може и цел дан нема да дојде да работив ни исто и овие што работив на мост, све додека не го направи овој пут. Жителите дополнително стравуваат, бидејќи тешки товарни возила секојдневно поминуваат во близина на гасоводна мрежа. Тие и пред еден месец одржаа мирен протест по кој издействуваа асфалтирање на дел од патот под мостот. Овој пат не е за камиони као шлепери кои е преко 7 тон. Ово е неиздржливо, едно друго, најголем проблем ќе имаме од гасовод. Тука гасовод проваѓа низ река, па иде тука нагоре, не е заштитен, тука не е заштитен и одека не е заштитен. На свак премин турат дупли цевки. Тука не знаат дека ќе имат големи камиони ќе проваѓат и цевки не су турали дупли. Кај мене горе, кај што ми е сервис, ми ставија дупла цевка и тоа нема камиони да иде, може да будане еден камион ќе пројде. Овдека е нон-стоп со шлепери. Патот, освен што не е осветлен ноќе, нема ниту сигнализација. Поставени се рачно изработени дрвени знаци на кои е испишано Свети Николе. Голем број на граѓани, значи не знаат каде да идат, во кој правец да се движат, па лутаат по овие овдека патишта, се губат, не знаат каде да идат, каде да се движат, доаѓаат во нашите куќи, прашуваат. Би требало да се стави на сите тие раскрсници горе, да се стави табли, да кажеме Куманово Свети Николе и обратно, затоа што овдека има многу тие мали патишта каде што луѓето стварно не знаат каде да се движат и каде да одат. Овдека тој импровизиран мост, доле се ставени некои цевки, горе е ставен некој песок, не е поширок од 3 метри. Од ден на ден тој песок се руши, неколку пати имаше наплив, големо количество на вода од Пчиња. Тој мост беше однесен, па повторно го правеа. Значи, од ден на ден тој песок се руши, е многу опасно за возење, може некој да настрада. Од јавното предпријатие за државни патишта појаснуваа дека сообраќајот за лесни и тешки товарни возила треба да се одвива по автопатот Миладиновци Свети Николе, а не по алтернативниот пат кој е наменет за движење на локалното население. Од предпријатието дополнуваат и дека тие асфалтирале и поставиле сигнализација за пропуштање на возилата, но немаат надлежност да подобруваат локални патишта. Мостот е предвидено да биде затворен 100 дена. Одлуката беше донесена откако беше утврдено дека при реконструкцијата е изместен еден од носечките столбови за 70 сантиметри.